Расте самосвеста кај мажите кога е во прашање сопственото здравје, па за разлика од пред 20 години кога одењето кај уролог беше табу тема, денеска се повеќе се оди на контрола. Но факт е дека повеќе грижа за сопственото здравје водат повозрасните граѓани, за разлика од младите кои лекар посетуваат само кога имаат потреба. Доктор Димитар Кожухаров вели дека кај младите треба повеќе да работи свеста и повеќе да водат грижа за сопственото здравје. Најчести заболувања кај младите од 18 до 35 година, тоа е ракот на простатата, и младите треба да обрнат внимание само со еден само преглед, како што го прават жените на дојките, може да се открие некоја промена на самиот тестис во облик на некоја чвор, грудка, и веднаш да се јават на лекар и со самото тоа да се утврди за што се работи, бидејќи ако се фати на време болеста ќе биде 100% излекувана. Апелот стои за повозрастните мажи, зашто и тие ако навремено одат на контрола, може порано да се превенира. Во постарата возраст, значи над 50 години, веќе почнуваат проблемите со простатата кај мажите и тука апелирам кај сите мажи над 50 годишна возраст, независно дали имаат симптоми со уринарниот тракт или немат, треба се јават еднашка на преглед кај уролог и да се испита простата специфичниот антиген. Тоа е еден туморски маркер кој што го произведува карциномо на простатата и многу едноставно преку крвта откриваме дали кај пациентот има некои најави за развивање на карцином на простатата, бидејќи со раното откривање можеме многу успешно да излекуваме и ова болест и да се спаси животот кај пациентот. Граѓаните од Штип и регионот може своите проблеми поврзани со машкото здравје целосно да ги лекуваат во клиничка болница Штип, односно нема потреба за трошење време и пари патувајќи до Скопје. Болницата, вели доктор Кожухаров, е опремена со апарати кои помагаат за навремено откривање и лекување на проблемите поврзани со машкото здравје. Апсолутно, значи имаме комплетно во клиничката болница имаме комплетна диагноза за тумор на тестис, значи со лабораториска анализа, со ехо анализа, со оперативно лекување, исто и за карцинома на простатата. Имаме туморски маркер, се прави ректално-дигитален преглед, имаме ехо диагностика, магнетна диагностика и на крајот биопсии кои веќе 2-3 години се изведуваат во клиничка болница Штип, значи комплетно е заокружена целата диагноза и лекување во клиничка болница Штип. Според анкетите и истражувањата, жените живеат 5 години подолго од мажите. Според Кожухаров, ова е вака бидејќи почесто жените одат на контрола и многу повеќе водат грижа за сопственото здравје. На крајот на месец ноември советува мажите да ја подигнат својата свест и да водат поголема грижа за своето сопствено здравје.